Драги гледачи, еве го првиот дел од репортажата снимена на Гоцевата комитска вечер на организацијата Обединети македонци. Да погледнеме. Добро вечер, драги гости, драги браќа и сестри, македонци и македонки и пријатели на македонскиот народ. Добро дојдовте на 43-тото годишно прославување на Гоцевата комитска вечер. Јас сум Драгица Димовска. And my name is Elizabeth Medichkov, and we will be your hosts this evening. Ми се дава голем чест да ве поздравам од името на нашата најстара патриотска организација Обединети македонци. Со нејзината управа. Од моје лично име, официјално ви посакувам добродојавте на нашата 43-та поред Гоцева комитска вечер, на која заедно го прославуваме роѓањето на нашиот великан Гоце Делчев. Тој цел живот го просвети за македонскиот народ, за ослободување на македонската држава и нашиот јазик и идентитет. Вечна му слава, да ми сте живи и здрави, да ни е вечна татковина Обединета Македонија. Благодарам. All of us here together are blessing the struggle of the sons and daughters of Macedonia devoted to notable historical event, Ilinden. Every Macedonian from the Republic of Macedonia, Aegean, Pirin, Malaprespa, and wherever they are found throughout the world, should feel a profound sense of happiness and to remember Goce Delchev, to remember all the sons and daughters who gave their lives at the altar of freedom. They are pride of a nation and an example of loyal service to their country, the fatherland, Macedonia. Forever revered. Da živее Canada, da živее Makedonia, da živее Obedineti Makedonci. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преосвященейши Владико, святи благослови. Христе Боже, благослови го јадењето и пињето на Твоите чеда, зашто си свет сега и секогаш и во сите векови. Амин. Нека е честит јубилеот и нека му е вечен споменот на Гоце Делчев.
Почитувани браќа македонци и сестри македонки, добродојдовте на 43-та поред Гоцева вечер во организација на најстарата македонска иселеничка организација во Канада, организацијата Обединети македонци од Торонто. Ѓорги Николов Делчев е еден од најмаркантните ликови во македонската историја, во чија чест се организира оваа традиционална свечена вечер. Велат некои личности имаат само ден на раѓање, бидејќи вечно живеат преку своите спомени. Затоа, нека е за многу години денот посветен на еден од најголемите национални херои. Нека е чести 143-тиот роден ден на големиот македонски револуционер и идеолог Гоце Делчев. Дозволете на почетокот, како што е редот традиционално, во моje лично име, во име на Генералниот конзулат во Торонто, оваа година и во име на амбасадата во Отава, и секако во име на нашата родина Македонија, да ве поздравам и да ви посакам пријатна вечер овде во овој свет македонски православен храм Свети Климент Охридски во Торонто. Во текот на мојот 4-годишен мандат, речиси секоја недела бев во посета на некоја од нашите цркви широм Канада. Морам да признам дека секогаш, кога влегува во овие македонски храмови, се чувствувам посебно восхитено. Во овие храмови, низ годините наназад, се негуваа македонскиот јазик, македонскиот фолклор, македонските традиции, се негуваше македонската православна религија. А токму организацијата Обединети македонци од Торонто беше символ за обединетост, македонска издржливост и непокор. Борбата за независност на Македонија овде во Канада беше поттикната токму од организацијата Обединети македонци.
која беше една од главните алки во процесот на остварување на вековниот сон на македонскиот народ, сон за создавање суверена, независна, самостојна Република Македонија. Ветувањето на Гоце Делчев дека кога тогаш ќе дојде денот кога ќе удри утринската зора и за нас конечно се исполни. Денес имаме самостојна држава, денес сите се гордееме со нашата армија и полиција, денес имаме македонски институции и македонска дипломатија, денес имаме собствена валута денар, денес македонците патуваат ширум светот со македонски пасоши, а македонските спортисти гордо ја пеат македонската химна на големите светски меѓународни надпреварувања, вејќи го гордо македонското знаме и представувајќи ја Македонија под уставното име. Конечно, вековниот сон на македонскиот народ стана јаве, а идеалите на генерации македонци станаа реалност. Во оваа пригода сакам да испратам 3 пораки до македонската заедница овде во Канада. Најпрво, треба да бидете спокојни и уверени дека нашата генерација нема да застане овде, зашто борбата за Македонија никогаш не запира. Ние денес имаме нова борба. Од една страна, неуморно да работиме, да создадеме уште помодерна и по-просперитетна Македонија, а од друга страна, да го сочуваме оно што генерации македонци се бореа и зашто ги дадоа своите животи. Ќе работиме напорно за просперитет на Македонија. Ќе сочуваме нашата гордост, ќе го сочуваме нашето достоинство. Ние многу добро знаеме кои сме. Ние сме македонци, ние го говориме македонскиот јазик и нашата земја се вика единствено Република Македонија. Понатаму, треба да бидете спокојни и уверени дека нашата генерација никогаш нема да прифати никакви идеи и предлози кои би го загрозиле македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик. Нашата генерација никогаш нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име Република Македонија. Последната порака е до денешните домакини, до членовите на најстарата македонска иселеничка организација во Канада, Организацијата Обединети македонци. Вашето активно функционирање низ годините наназад, некогаш во добри, но некогаш и во лоши денови за нашата татковина, представуваа символ на обединување на македонците овде во северноамериканскиот континент. Продолжете по истиот пат. Ви посакувам вечно постоење и уште многу успеси во иднина. Нека за многу години да сте ми живи и здрави, Господ да ја чува Република Македонија.
имам за чест да од мое име како председател на црквата Свети Климент Охридски од Торонто и од името на целата управа да ве најсрдечно поздравам и сите заеднички да се го честитаме големиот ден, што денес ние го преславуваме во спомен и чест на нашиот македонски син и водач на македонскиот народ, апостолот Гоце Делчев. Ние македонците собрани вечерава овде братски обединети од цела Македонија, се поклонуваме пред големото Гоцеделчево дело и остануваме со занамет дека секогаш ние треба да го чуваме и негуваме Гоцевиот сон кој сонуваше за слободна целокупна Македонија. И ќе доживееме кога сонцето на слободата ќе ги огрее сите делови на Македонија. И македонците од Егејскиот дел, од Пиринскиот дел, од Мала Преспа ќе можат слободно и несметано да ги уживаат сите човечки македонски национални права, онака и заедно со македонците од Република Македонија. Да живее Република Македонија, да живее македонскиот народ, да живее демократска Канада. За многу години, амин. Благодарам на вниманието. Пред се сакам од името на председателот на Собранието на Република Македонија, а и од моје лично име се заблагодарам на Мирча Шмагранов, председателот на Организацијата Обединети македонци во моментот, за неговата досегашна работа и воопшто за работата на оваа организација која што еве 43 години постои овдека во Канада. Мирча, ако може, ова е за тебе. Ми представува посебно задоволство што сум денеска присутен меѓу вас на оваа 43-та традиционална Гоцева вечер, која што организира најстаријата организација овдека во Северна Америка, Обединети македонци од Торонто. Обединети македонци од Торонто останува и понатаму да ја предводи нашата миграција и денес. Илинденскиот пикник е еден од најпосетените настани кои што ги организираат и на кој присуствуваат повеќе илјади македонци од Канада и пошироко, исто како и денешниот настан кој е посетен од голем број наши браќа и сестри македонци. Обединети македонци продолжува да работи и да ја негува македонската култура, нашиот јазик, нашите вредности и секако да биде чувар на македонските национални интереси. А денес, почитувани, денес тоа и како и е потребно на Македонија. Денес сме сведоци на уште едно во низата предавства од страна на комунистичките и удбашките структури во Република Македонија. Денес сме повторно соочени со странски служби кои во соработка со домашните велепредавници сакаат да ја втурнат Македонија во конфликт и да не стават пред свршен чин кон конечно обезличување на Македонија и на македонската нација. Местенки и уцени преку кои треба да го смениме нашето уставно име и да се самоизбришеме од овој свет. Денес структурите на СРСМ со помош на странски разузнавачки служби сакаат да направат удар врз легитимно избраната власт на фер и демократски избори на кои што и вие имавте можност да гласате, да учествувате, за кои што знаете дека помина во најдобар ред. А некој не убедува во спротивното и го користи тоа како алиби за да направи преврат, да направи пуч преку кој на нелегитимен начин ќе дојде до власт. Што ветеле на овие странски служби можеме само да претпоставиме. Секако ништо добро за Македонија. Но нема да им дозволиме, ниту ние, уште помалку вие, нашата патриотска диаспора, која секогаш се грижала за Македонија и за националните приоритети и за нашата татковина. Ние ќе продолжиме да работиме со исто темпо како и досега. За прв пат во Македонија, во исто време,
се градат 3 автопати. Се обнови комплетно железничката инфраструктура, се купија нови возови и нови вагони, нови автобуси за градскиот превоз. Конечно ќе изградиме и пругата кон Бугарија, за која некои други влади земаа милионски суми, а не оставија само празни столбови. Ќе продолжиме и понатаму, без разлика на сите предизвици со реформите во образованието, за да бидеме конкурентна нација, нација со знаење која ќе може да се справи со сите предизвици на денешниот ден. Ја гасифицираме Македонија, изградивме и наши управни згради за голем број државни институции, за да не бидеме кираџи во нашата собствена земја. Голем број странски компании отворија фабрики во Македонија и вработија многу наши сограѓани кои претходно заради кражбата на државните фабрики останаа без работа и без основна екзистенција. Економските мерки кои што ги превземавме изминатите неколку години го даваат својот плод и ќе продолжиме и во иднина да градиме добра бизнис клима и да привлечеме уште поголем број инвеститори. Во време кога низ цела Европа се крати на пензии, на плати, се бркаат луѓе од работа и се зголемува невработеноста, ние намаливме за цели 10%. Повторно ги зголемивме пензиите и социјалната помош, а сите вработени во државната администрација исто така од оваа година имаат повисоки плати. Така се сака Македонија, драги браќа и сестри, со макотрпна работа, со тимска работа, со почитување на мислењето на сите граѓани на нашата татковина. И така ќе продолжиме да работиме се додека имаме вашата доверба. Почитувани, јас имам само една порака до сите вас. Останете да бидете чувари на Македонија. Останете да бидете чувари на нашите национални приоритети, на нашето уставно име Македонија. Бидете гласни во своите пораки кон сите оние кои не ги мислат добро на Македонија, било да се домашни или странски непријатели. Да живее организацијата Обединети македонци од Торонто, да сте живи и здрави сите и да ни е вечна Македонија. Благодарам. Мојата голема благодарност оди до Обединетите македонци од Канада, кои ме поканија да бидам тука вечерова. Некаде
на почетокот на минатиот век, по Балканските војни, светските сили кои ја кроја секоја судбината на Балканот, а во тие рамки на Македонија, смета дека македонското прашање е затворено и ставено едно за секогаш адакта. Чудо се случи, како феникс од пепелот, во Втората светска војна повторно се создаде современа македонска држава. Кога велам современа, значи има и друга, малце постарас, неколку илјади години. Благодарејќи на партизаните, благодарејќи на комунистите, кои направија многу грешки и многу жртви падна најголемите синови македонски, ако сакате, меѓу нив. Меѓутоа, тие во Втората светска војна, со преку 25.000 жртви на наши македонци, се формира таа современна македонска држава. И како што рекол, само ќе повторам кратко, дека тоа беше последниот миг да се создаде државата. Ние сите, секој македонец, секој нормален македонец, ако сакате, во својата душа, во својот сон, ја носи обединета Македонија. Секој нормален македонец. И тоа не треба да биде спорно. Јас знам дека тој сон е многу подлабок кај вас, бидејќи меѓу вас има добар дел кој не доаѓале од таа Југославија, доаѓале од нашиот дел, од Егејскиот дел, доаѓале од нашиот дел од Бугарија, доаѓале од Албанија и слично, така да тој сон за обединета Македонија е подлабок кај вас. Меѓутоа, да бидеме исто така јасни и прецизни. Ние денеска се бориме да го сочуваме ова парче од Македонија, која за среќа и да му благодариме на Господ, ако сакате, зашто беше наклонет по тие години по Втората светска војна, имаме собствена држава. Периодот од 95-та година до 2008-та година беше позитивен за Македонија, не оставија помалце на мир, видоа дека државата се наоѓа во тешкоти, меѓутоа не закачаше, би рекле ние. Во тој период преку 100 држави ја призна Македонија под уставното име. И тоа беше аларм за овие светски махери и манипулатори дека работи неодат во нивна насока. Доаѓа до целосен пресват во нивната политика према Македонија во Букуреш 2008 година и на тој начин Букуреш по трет пат станува еден символ на нашата несреќа. Првиот беше Букурешкиот договор после Балканските војни, вториот беше Букуреш во 1948 година, кога на информбирото Југославија беше отфрлена од така наречениот социјалистички блок и цените на тој прекид на Југославија со Русија, цената ја плати Македонија. Да не забораваме дека после Втората светска војна ние имавме во Бугарија целосно признато македонско малцинство со своји школи, со своји културни установи, со дури идеи да се приклучи кон Федеративна Македонија. Ние имавме војната граѓанската војна во Грција, каде македонците беа носители, добар дел од вас имаат и членови на своите семејства кои учествуваа. И тоа, кој знае како ќе завршеше, да не беше информбирото. Кога стана информбирото, кога Македонија, Југославија беше изфрлена од таа источна заедница, остана гола и боса. Мораше сврти кон запад, а носители на нашиот пораз, ако сакате, во Грција, беа британците. И тие веднаш поставија услов. Со нас, затварање на границата према Грција, а таа беше, нели така, линијата на поддршка на сите снабдувања, на оружувања, ранетите се лекуваа во Македонија и слично, настана прекинот и поразот беше неизбежен. И сега дојдеме во 2008 година, одеднаш се става пречка на сите македонски аспирации према Европа. Ние сме европејци по своето чувство, по својата вокација, по својата историја и традиција. Европа не сака. И се веќе прашате, и знам дека мнозина и тука и во Македонија велат, а што е со Русија? Зашто со Русија немаме подобри односи? Зашто со Русија не развиваме некоја алтернатива, ако сакате? Јас и службувам во Москва. Можам да ви кажам дека жалосно е што Москва
нема никаква политика према Балканот, во тие рамки и према Македонија, не покажува никаков интерес. Само и у нас кажано, и нашата политика не им дава некаков, да речам, простор за некоја поголема интересирање на русите, меѓуто Русија е голема земја. Не може да чека една мала Македонија да покажува иницијативи, таа треба да биде некоја по-глобална политика. Така да, сите тие, можда и нормални, бидејќи ние сме помногу што поблиски со Русија, наши, велам, вокации, аспирации, немаат реална основа и Македонија нема алтернатива, освен да оди према Европа, да се обидува да биде дел од една Европска унија, не на НАТО, него на Европската унија, меѓутоа, велам, под услови кои ќе бидат, нема да го добијат во прашање нашиот дигнитет, нашето име, нашата национална припадност, а за сега нема никакви индикации дека до такво нешто ќе дојде. Почитувани гледачи, стигнавме до самиот крај на денешната емисија. До следното наше видување. Ви посакувам пријатно саботно попладне и останете со добро здравје. Јас сум Маја Доневска-Ивановска. До гледање до следниот пат.
гледачи, еве го вториот дел од репортажата снимена на Гоцевата комитска вечер на организацијата Обединети македонци. Да погледнеме. Ние, за жал, сме поделена нација. И тоа длабока поделена нација. Имаме и меѓуетнички проблеми, али клучниот проблем е нашата разединетост. Додека еден дел од македонското општество, а за жал таква се појава нашата опозиција, вели, дајте да го виткаме рметот, да го решиме тој проблем, да одиме напред. Секој нормален странство ќе игра на таа опција. И ќе сака тие да дојдат на власт, да го свиткаат рметот, да се прекраси државата и народот и свршена работа. Меѓутоа, јас сум лично убеден, таа опозиција која сега игра крајно негативна улога во општеството, ако утре дојде на власт, не дај Боже, бидејќи немаат ни политика ни стратегија, и тие ќе ја сватат одговорноста историска која стои пред нив и нема да дозволат да се прекраси државата. Меѓутоа, во дадена ситуација ни прави голема штета, бидејќи покажува некакви возможности во основата реков нереални, дека може да се помине со битка на нашиот трбет. Тоа не е точно, тоа не може да помине, али другата страна игра на тоа и ќе не тера на оваа линија како до сега уште долго време ако некои натрешни промени направиме. Последниот инцидент со така наречениот пуч, кој веројатно добар дел вас го следат, мислам дека е еден еклатантен пример на неодговорно однесување, исто како што беше и бойкотот на парламентот, нешто такво е во светот незамисливо, кај нас за жал е тоа возможно, и тој бойкот кој е апсолутно неоправдан и носи големи штети, бидејќи покажува дека општеството не функционира. И кога вие го општество кој не функционира, така ве третираат и другите. Ево ова е на кратко едно објаснување, мислам, за состојбите со кои се очуваме, за перспективите и можности кои пред нас стојат. На крај, велам, би го изразил уште едно своето големо задоволство што сум вечерва со вас, би ве замолил да им помагате на нашите предце во Бугарија, Грција и Албанија, бидејќи за жал нашата држава се уште не е покажано доволно и доволен интерес и доволна посветеност на овој проблем, бидејќи за жал се случува една асимилација, една тешка асимилација во сите три земји, може најмалку во Албанија, бидејќи во Мала Преспа сепак ќе се признати македонците како малцинство, меѓутоа само локално, територијално, не во целата Албанија, додека во Бугарија и Грција тоа не е случај и нив им треба помош. Јас сум сведок дека последниве денови во Бугарија имаме еден вестник Народна волја кој Ѓорги Христов со голем ентузијазам и посветеност го издава. Пари нема. Јас му кажам лично да сум дал до сега, сум дал најмалку 800 евра сум му дал. Јас сум пензионер, немам други приходи, али ето сум чувствувал секојаш должност да помогнам колку што можам. Гледајте и вие колку што можете. Гледам дека сте доста бројни и со најмала помош од секој од вас може да им се помогне. Ако затвори Народна волја која излегува, не знам, 50-60 години, ќе биде историска штета. А се мали потребни да тој вестник излегува и понатака. Зора во Грција. Велам, и сите тие луѓе, ентузијасти, кои се молат со последните капки на крв, да речам, за да ова наша македонска кауза, помагајте ги. И ако може и вечер да направиме една донација во таа насока, јас ќе бидам прв кој ќе дава. И благодарам за вниманието. Господине Никовски, ви благодариме за вашиот исцрпен говор. И на крајот од говорите, сакаме да го поканиме неговото високо правосвещенство, митрополитот на Канадско-американско-македонската епархија, господин Методи, да не благослови со својот говор наменет за ова вечер. Повелете. Благодарам. Мислам дека сите се чувствуваме вака разбранувани во духот после говорот на нашиот гостин од Македонија и да не заборавиме за таа прекрасна иницијатива која што тој ја предложи на самиот крај од својот говор. Честитки, комплименти за целокупната информација која што добивме. Јас во името на македонските православни цркви на северноамериканскиот континент, најпрвен на организацијата Обединети македонци, ќе им честитам уште едно успешно собирање
во сочувување на паметењето, на меморијата за еден од најголемите визионери и философи на македонскиот народ Гоце Делчев, токму на денот на неговото раѓање. Им посакувам големи успеси понатаму во нивната неуморна работа тука меѓу македонците во Канада и насекаде во светот, бидејќи нивното дело одекнува насекаде. Вам исто така ви честитам уште многу и ви пожелувам уште многу години во прегратките на Македонската православна црква да ги почитуваме и негуваме спомените и традициите на нашиот народ. Бог да ве благослови сите и да сме живи и здрави за многу години. Tonight, the United Macedonians Organization of Canada has the honor of presenting an award dedicated to the memory of Metodia and Donovcento. Throughout our history, the sons and daughters of Macedonia have always risen to stand by their people and their country. Metodia and Donovcento was one of them. He fought for the liberation of Macedonia during World War II and was elected as the first president of the People's Republic of Macedonia. He dedicated his life for an independent and united Macedonia. Ladies and gentlemen, it is with honor and gratitude that the United Macedonians Organization of Canada presents the Metodia and Donovcento Award to Mr. Risto Nikovski, former ambassador of Macedonia, for his exemplary statesmanship and for his advancement of democracy and civil societies in Macedonia and worldwide. Ми направихте голема чест, голема благодарност. Tvoji vrata nešto mleze, tamo ljubav teraj.
And our program this evening wouldn't be complete if we didn't honor our talented singer and guest, Spasen Siljanovski. We very much enjoyed your introductory songs, which gave us an idea of what we are going to enjoy shortly. Spasen, you are a Macedonian patriot, and we are honored to present this plaque to you in appreciation of your visit. Ви благодарам на прекрасната шанса што ми дадовте да вечерва ве расположам и да пеам под ова знаме со 16 ркаци. Имајте убава вечер уште еднаш и ви посакувам на сите што побрзо да се видиме и на наш терен во Македонија. Благодарам. На мене ми е секако голема чест да разговарам со поранешниот македонски амбасадор, а воедно во моментов и македонски новинар и публицист, господинот Ристо Никовски. Господине Никовски, добар ден, дојдовте во Канада. Ладно ве нашол. Чувството да се наоѓате тука помеѓу нас во Канада, во Торонто, помеѓу македонскиот народ, посебно што вие сте почесен гостин на Гоцевата вечер, како што реков на самиот почеток, организирана од најголемата македонска организација, Обединети македонци. Чувството е изворено, да ви кажам искрено. Јас секогаш сум
сум уживал кога сум бил со македонците низ целиот свет, а овдека, посебно во Канада, и кога гледам ова што сте го направиле, и кога гледам ваков број на луѓе собрани за оваа прилика, кога ги видов оваа црква и црквата Свети Илија, ќе видам и другите две цркви, мислам тоа импонира, тоа покажува и ја демонстрира нашата способност, нашата вештина да изградиме вакви храмови кои ќе не обидунуваат и кои ќе овозможуваат да се случуваат вакви настани, прекрасни, незаборавни настани како овој вечерва. Во вашиот говор пред нашите тука дами и господа македонци, јас секогаш викам браќа и сестри по дух и вера. Спомнавте за пучот кој што во моментов се случува во Македонија. Штетата останува, штетата е сериозна, ќе се пролекуваше некое време и треба се направи све да сите овие недоразбирања, сите тие факти и аргументи што поскоро бидат искористени по еден судски пат во основата, да се таа епопеја неславна заврши. Ќе фатиме една друга тема, посебно со Бугарија, затоа што и таа е актуелна во моментов во Македонија. На бугарскиот попис во 1946 година 252.908 лица се декларирале како македонци. Но во меѓувреме не само што македонците во оваа соседна држава немаат никакви национални права, многу бугарски државјани шират невистини за Македонија. Како што реков, веќе сме 21 век, интернетот го следиме. Посебно на Википедија страницата, која што ако освен не е на македонски јазик, ако е на англиски или на било кој друг јазик, некако бугарите си го присвојуваат, дали се тоа македонските дејци, револуционери, македонските востанија. Зборуваат дека тоа се нивни бугарски. Што конкретно ние треба да превземеме како земја Македонија да тоа ние го решиме? А мора да го решиме? Дали тоа треба да биде петиција или што треба да биде? Видите, основниот проблем меѓу нас и Бугарија е фактот што Бугарија, официјална Софија, не признава, не прифаќа постоење на одвоен македонски народ, на одвоен македонски јазик, одвоена македонска култура. Тие, како да се слепи, глупи или како сакате, што не се бе дипломатски изрази, тие не може да сватат, да ја прифатат реалноста дека ние сме нешто што е реално, што е неспорно. Кога во сите тие дискусии јас користам еден аргумент, нов сега би рекол, во сите нивни игнорирања дека ние постоиме, јас ги прашувам, а кажете ми, колку веќе долго време македонското така наречено прашање на маса, има преку век, да века има преку век, а кажете ми, дали е можно да нема македонци, а да има македонско прашање? Не е можно, не е така. Од тој нивни синдром, историски синдром, потекнуваат сите тие други својатања, присвојувања, поточно македонски кажано, негирања, игнорирања и све. И клучот е во тоа што Софија смета дека сега, кога сме ние натерани во тесно, кога ни го игнорираат името, од страна на Грција, која поддржуваат Америка и другите, и сега е моментот тие да ги постигнат своите цели. Мисля дека сега или никогаш, и тоа е факт, ако сега не успеат да не игнорираат, никогаш нема да можат. И затоа сега тоа најизразено има да живеат своје финале. Трбија е најдобра ситуацијата, нашите имат и школи, имат организации своји, имат пратеник моментално, така да таму е некако подобра ситуацијата. Грција е исто како и Бугарија, не признаваат постојна македонци и еден од проблемите зашто станува проблем и зашто покреато прашањето околу нашето име на државата и македонците во Македонија, нивното малцинство. Ако нема македонци во Република Македонија, не може да има малцинство во Грција. Така да тоа е еден магисен круг сврзан од сите аспекти. Ќе продолжиме, вие си катите таму. Советникот на грчката влада за грчките односи кон Македонија рече дека еднаш таа држава која што ќе може да го користи името Македонија на меѓународно ниво е победник на така нареченото прашање на името на нашата држава. Мислам дека сите тоа обиди де факто се работи за кој ќе биде името на Македонија во странство. Дома никој не може да не прекарси нас, а доколку ние дозволиме или прифатиме, не дај Боже, да името во странство биде некое друго, што се наметнува, не така како една игра. Ќе ја смениме референцата и вие ќе профитирате, а ќе ви дајме некој име кој ќе ви ги прифатите. Тоа е игра
тоа сака да ја пренесат жеден преку вода и тоа никош нема да успее. Меѓутоа дека такви обиди има, тоа е американската политика де факто. Не заборавајте Македонија, корените се корени, крвта не е вода. Помагајте кој што можете, кој ќе можете, поготово нашите малцинства во соседните земји, не толку државата. И второ, гледајте да бидете обединети сите во однос на така наречено македонско прашање. За се друго разликувајте се и карајте се и препирајте се и разговарајте и што сакате правите. Кој е македонското национално прашање, мора сите да бидете единствени. За жал тоа не сме го постигнали дома ние, меѓутоа од некаде нека тргне на така нова политика. Јас навистина ви благодарам, како што кажав на самиот почеток, така и сега на ова наше на самиот крај на интервјуто мене навистина ми представува голема чест. We got it all,
Hrvatski